Шокантниот живот на племето Мангаи. На 13 години момчињата ги учеле како да задоволуваат жени, а девојките да менуваат партнери. Мангаја е најсеверниот остров на ланецот Јужни Кукови острови во Полинезија и е дел од територијата на Нов Зеланд од 1901 година. Денес е населен со само околу 500 луѓе. Според антропологот Доналд Маршал, племето Мангаи, кое го населува истоимениот остров, развило можеби најсексуално општество што светот некогаш го познавал. Мангајците имале исклучително отворен став кон сексот и телото. Децата обично биле голи, освен кога оделе во црква или на свечени настани. До 3 или 4 годишна возраст децата си играле заедно, но подоцна момчињата и девојчињата се строго одвоени. Дури ни возрастните парови, ниту брат и сестра, не смееле да комуницираат јавно. Од 10 годишна возраст момчињата се охрабруваат да ги истражуваат сопствените тела. На 13 годишна возраст, по обрежувањето и 2 недели изолација, тие добивале сексуално образование. Учеле за задоволството на своите партнери, а потоа практично стекнувале знаење со помош на постари и искусни жени кои ги учеле техники, но и разбирање на женското задоволство. Иако не добивале формална обука како момчињата, девојчињата биле охрабрувани да истражуваат својата сексуалност. Постарите жени им го пренесувале знаењето на помладите, а тие стекнувале искуство и преку врски со повеќе партнери пред бракот. Обично девојчињата имале 3 или 4 љубовници, додека младите мажи имале до 10 партнерки пред бракот. Сексуалноста не била табу тема, отворено се дискутирало за неа дури и меѓу генерациите. Младите често ги наблюдувале постарите парови за време на односите со цел да учат. Во заедницата каде што живееле дури 15 луѓе во една куќа, приватноста речиси и да не постоела, но не се мешала во сексуалниот живот. Едно од непишаните правила било: ако не идете на сексуален чин, свртете ја главата и не реагирате. Во ова општество имало и сексуално насилство. Доналд Маршал забележал случаи кога жените кои одбивале секс биле принудени на истиот. Иако сексуалните слободи биле одлични, општеството останало патриархално и од жените се очекувало да им угодат на мажите. Мажите стекнувале репутација врз основа на нивната способност да ја задоволат својата партнерка. Тие се фалеле со своите вештини, а оние кои не ги исполнувале очекувањата ја губеле почита и тешко наоѓале нови партнерки. Интересно е што мангајците не практикувале предигра. Сексот започнувал речиси без запознавање, дури не се бакнувале, бидејќи не знаеле за таков вид интимност се додека европејците не дошле на островот. Мангајците верувале дека жената може да забремени само ако има сексуален однос со ист маж повеќе од еднаш. Поради ова, родителите често ги охрабрувале своите ќерки да имаат повеќе партнери, надевајќи се дека ќе избегнат бременост. Сепак, поради честите сексуални односи, непланираните бременности биле вообичаени. Половина од паровите се венчале дури откако жената ќе забременила или ќе се породела. Нелегитимните деца не биле стигматизирани, тоа се променило само со доаѓањето на европејците кои донеле норми што ги направиле децата без татковци предмет на осуда. Маршал пресметал дека 18 годишен маж во оваа племе имал секс во просек 7 пати неделно. Фреквенцијата се намалувала со возраста. 28 годишниците имале сексуални односи 5 до 6 пати неделно, а 40 годишниците 3 до 4 пати. И покрај намалувањето на фреквенцијата, сексуалната активност останувала висока дури и во зрелоста.